Ние со децении ја критикуваме државата дека постојано влегува во нови коренити реформи без да ги заокружи претходните и така не можеме да го стабилизираме системот. И групата тргна од тоа дека треба прво се она што не е од претходната стратегија реализирано да се стави како задача во новата стратегија и постојните решенија да се доуредат, празнините да се пополнат и на системот да му се даде шанса да се покаже како добар или лош. Се воспоставува хиерархиска доминација преку членството на јавниот обвинител, која не е уставно императивна. Потоа политизација постои на лаичките членови преку избор со просто мнозинство во собранието. Улеснувањето на внатрешните чистки се случува преку драстично спуштени квоти за одговорност. Институционализирањето на тајноста во постапките за разрешување е исто така проблем. Во новиот предлог закон, постапката, односно механизмот на избор е ист како во оној закон што претходно се предвидуваше, имено повторно постои онаа спрега на кандидатите кои што даваат апликации, советот на јавни обвинители кои што ги оценува овие апликации и при позитивно давање на мислење на кандидатите, истите се доставуваат до владата. Овој механизам на избор се уште содржи определени политички елементи во нив.